civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, денес сме во Хотел Сити Парк Резиденс со нова панел дискусија насловена Европските вредности, реална цел, реална перспектива или недостижна цел. Денес со нас ќе зборуваат Лепа Џундарска, новинарка во ТВ24 и уредничка на емисијата Европад. И пред се ви благодарам што прифативте да бидете дел од оваа панел дискусија. Вториот кој што е со нас е Тефик Махмуд, активист за човекови права, и Самет Чабани од Хоризонт Цивикас организацијата. Кога зборуваме за европските вредности, пред се веднаш првата асоциација не е Европска унија. И одма мислиме на некоја политика, мислиме на спорот, дали ќе добиеме датум за преговори, но некако ги занемеруваме европските вредности, што е тоа што не тера да бидеме и да сакаме да бидеме дел од Европската унија, да сакаме да бидеме европски граѓани. Па би почнале ако можеме со Лепа. Колку граѓаните знаат што се европски вредности, колку ги практикуваат? Според она што го имаме во моментот како една слика, е дека граѓаните сакаат да чеферат напред, сакаат да одат кон Европската унија, меѓутоа возот се движи бавно. Земјата и нашите аспирации, споровите кои што ги имавме и со Грција, сега и спорот со Бугарија, туку и во однос на промените кои што мора да почнуваат од нас самите. Она што морам да споменам е она позната изјава на поранешниот еврокомесар за проширување Јоханес Хан, уште во претходниот состав на Европската комисија, при соопштувањето на извештајот на Европската комисија за земјата, каде што имавме одреден напредок, кажа, мора да се промени менталитетот на граѓаните. Мора да се промени менталитетот воопшто на Западен Балкан, за да чекорите напред. Всушност, тој се тие најчесто пораки кои што имам прилика да ги слушнам од европските политичари, аналитичари, кои што во изминатиот период сум доста често во контакт. Морам исто така да го споменам и во мојата последна емисија во однос на климатските промени и зелената агенда, која што сега во моментот и тука во земјата се моментално е во фокус на јавноста. Зборував со поранешниот министер за надворешни работи, се извинувам, за животна средина на Франција, Брис Лалун, кој што кажа, секој политичар или барем министер во одредена влада не треба да работи само на одреден пиар или да покаже на граѓаните дека нешто сработил или да покаже закони на лист хартија. Туку тоа мора да биде применето во пракса. Секој министер мора да ја притиска владата и парламентот и сите останати дека некои реформи мора да се направат. Вели, јас тоа го направив, тоа го препорачувам дека и вие треба да го направите за да чекорите напред. Така да мора да почнеме од нас самите. Мора да се работи на реформи внатрешно во државата, за да можеме да исчакориме напред, за да можеме во иднина и да ги надминеме оние проблеми и спорови кои што во моментот се најголема пречка за оној долго очекуваниот датум за прва меѓувладина конференција. Благодарам одличен вовед во емисијата, во панел дискусијата. Би продолжил, пошто спомнавте дека Хан спомна, треба менталитетот да ни се промени. Па имавме прилика вчера да гледаме една случка каде што граѓаните во Ѓорче беа на протест, дел од граѓаните на протест, па имат зид, па немат зид. И тоа дали е европска вредност, дали поставување на зид, па макар и да е со цвеќиња, како што е кажано, дека зидот нема да е бетонски, туку ќе биде украсен со цвеќиња и нема да е 3 метра, ќе биде 1,70 м, некоја, како што викаат, нормална висина. Дали тоа е европска вредност да поставиш зид заради безбедност и зидот да е со цвеќиња?
Најнапред благодарам на поканата и голема благодарност за организаторите за организирање на како важен настан. Категорично не. Не само што не е во линија со европските вредности, не е ни во линија со европските принципи. Треба да разликуваме помеѓу вредности и принципи. Едното доаѓа во рамки на семејството и во процесот на социализација, дали е тоа примарна или секундарна, другото е принцип кој што треба и мора да биде инкорпориран во правниот поредок. Тоа што се гради зид помеѓу една етничка група и друга етничка група, не само што не е во согласно со европските вредности, не е ни во согласно со европските принципи, односно правниот поредок во нашата држава, каде што меѓу другото имаме највисок правен акт кој што го гарантира принципот на еднаквост, принципот на солидарност и ред другите работи што треба да ги инкорпорираме не само во нашето секојдневно општење, не само во нашето секојдневно делување, туку и во нешто што се вика креирање на политики на локално и на национално ниво. И би се надоврзал на европските принципи, знаете, за да бидеме дел од Европската унија треба да исполнуваме одредени критериуми. Тука алудирам на Копенхашките критериуми, каде што меѓу другото е почитување и напредување на правата на малцинствата, особено на ранливи категории како што се ромите во нашата држава. Така, ќе се навратиме повторно на следно прашање, па би сакал да го прашам Саме. Колку европските вредности и принципи се практикуваат во граѓанските организации и колку граѓанските организации ги пренесуваат до нивните чинители, нивната целна група која што ги следат и дали прават доволно граѓанските организации европските вредности да бидат поблиски до граѓаните? Да, најнапред јас се заблагодарам за поканата и ова важна дискусија за денеска. Што се однесува до граѓанското општество, сметам дека граѓанското општество беше една од главните столбови за промените, особено во последните 7-8 години веќе. Кога и почнаа првите чекори на некој вид на разбуда против тогашната власт, која што уствари од тука произлегува и тоа што уствари ја отпочна таа разлика и таа свесност и тоа што денеска го нарекуваме европски вредности. Значи знаеме и во европските земји првите чекори, да кажам, на промена на некој начин почна токму против за почитување на веќе нарушеното достоинство. Значи тука беше нели тоа темелното, основното, да кажам, кога после Ренесансата почна некои први разбудувања на антроцентрично мислење. Значи од теоцентрично имавме поминување на антроцентрично мислење веќе во Европа и тоа ја донесе таа промена измеѓу вековите. Како и да е, значи некои сигнали од тоа ги видовме, значи во последната деценија со првите протести, нели, кога ги имаше и почнувајќи од таа нели од протестите за против законот за високо образование во 2014 и така натаму, значи тие први чекори на промена. И тука беше, мислам дека граѓанското општество беше еден од главните столбови за стимулирање на таков вид на некоја промена. И со тоа мислам дека играше една позитивна улога барем во последните овие, како што спомнавме, последните 7-8 години. Освен тоа, сега како тренд, нели, што веќе стана евроинтеграцијата и тоа што европската интеграција ја сметаме барем ниво само на ниво на институционална интеграција. Мислам дека главната улога треба да игра граѓанското општество во интеграција на тој мајндсетот, значи уствари тоа што спомнувавме, значи менталитетот, значи бидејќи европската интеграција не е само процес на да кажам на институционално ниво само да бидеме интегрирани, туку најпрви треба да сме во општествено ниво интегрирани на тие вредности, па потоа
следниот чекор би бил институциите. Бидејќи Европската унија и како таква, значи како унија е резултат на борбата за европски вредности. Значи не кореното, значи не станува збор за еднаш креирање на институција како што е Европска унија, па потоа да се помине на европски вредности. Туку спротивното, значи еднаш имаше борба за европски вредности во Европа, па потоа како резултат дојде до Европската унија, до денешното ниво кај што ја има. Значи сметам дека тоа е зошто и често, значи, еврокомисарите го први им треба менталитетот, па после институциите да знаеме зошто тоа е важно. Ако не ја знаеме тоа што го прави вредно оствари, на тие општества да се европеизираат некако, да се модернизираат во нивото кај што денеска нели Европската унија и вредности се како визија или пак како цел на другите да кажам ние тука во Балканот или пак на другите географски подрачја блиску до Европската унија. Затоа сметам дека во тоа ниво мислам дека граѓанските организации играат добра улога во последните 7-8 години и сметам дека тоа треба да продолжи во подобро ниво, бидејќи не барем според моето мислење не е во доволно ниво, не е во задоволувачко ниво учеството на граѓанското општество во ова европеизација на општеството. Мислам дека може многу повеќе да се направи во ова насока. Би сакала да се надоврзам на тоа во однос на граѓанските организации, дека ја треба да имаат и клучен дел во однос на преговорите со Европската унија, во однос на тимот кој што ќе треба да биде составен на страна на секретаријатот за европски прашања, на страна на владата и во однос на тој дел треба да има, сега не знам каква е комуникацијата со оглед на тоа, редовно тоа е едно од нашите прашања кога стапуваме во контакт со лицата кои што следат и со министерот и со вице-премиерот, колку граѓанските организации се во комуникација со институциите и со тоа дека да, земјата чека прва меѓувладина конференција, но колку сме подготвени во однос на таа прва меѓувладина конференција, во однос на тимови, во однос на водење на преговорите, затоа што една работа е да се почне првата меѓувладина конференција, меѓутоа преговорите имаат многу поголема и потешка задача и за институциите, и за невладиниот сектор, воопшто и за сите. Кога спомнавте веќе дека граѓанскиот сектор треба да има уште поголема улога во креирање на политиките на председа на власта, колку медиумите придонесуваат, пошто доаѓате од медиумскиот сектор, за промовирање на европските вредности, за недискриминацијата, за почитување на правото, еднаквоста, родовата еднаквост? Дали медиумите имаат да се потврдуваат некои стереотипи, дискриминации, предрасуди, дали на некој начин слика на граѓаните што ќе испрезентираме, тоа се прима и се гледа. Да, но ете имаме ние веќе и стратегија за Европа дома. Нели, ако веќе чекаме негде сме во ничија земја сега, колку може ете ние во моментов те прашувам пред се затоа што доаѓаш од една етничка заедница која што на некој начин е една од најдискриминираните, каде што им треба повеќе простор за промоција, па колку луѓето, односно ромската етничка заедница има простор да каже дека односно да на некој начин се има простор да истакне дека и они се дел од ова држава и дека треба да ги имаат истите права. Односно, вие во вашите неколку акции самостојни имате низа на представки кои што се фокусирани во однос на дискриминација.
Може нешто повеќе од нив? Апсолутно да. Затоа што нели едно од принципите е почитување на правото, правичната застапеност. Колку тоа е кај нас застапено со оглед на тоа дека сте и правник. Ви благодарам многу што ја начинавте темата. Само да се побрзам за претходната поента, да, се согласувам дека медиумите се едни од креаторите или некои што влијаат за креирање на јавното мислење, но и дека имаме веќе нешто опипливо, дека веќе имаме нешто прагматично од каде што можеме да го оптимизираме и да го користиме како правец за некои реформи. Дали е тоа, не знам, во невладиниот сектор или во владиниот сектор, дали е тоа на локално ниво или на национално ниво. Тука алудирам на прогрес репортите што веќе ги имаме од Европската комисија, во рамки на кои што меѓу другото се збори за соодветна и правична застапеност на малцинските групи во нашата држава. И тука се разбира се и ромите во нашата држава, каде што знаеме дека не се застапени во оваа политичка гарнитура, во повисоките ешалони на истата гарнитура. Значи тука алудирам, не знам, немаме заменик министри, немаме министри, па дури немаме ни директори, како што претходно имавме во претходната политичка гарнитура. Тоа е нешто што е прагматично и тоа е нешто што може да го користиме како алатка за донесување на некои позитивни промени уште еднаш, не само на локално, туку и на национално ниво. Сега, во однос на другата поента, што преземаме и како преземаме и ред други работи, кој е ауткамот од истите иницијативи, ја би рекол, сега за сега е многу добар. Имаме нели национални институции за човекови права, вклучувајќи Народниот правобранител, вклучувајќи го највисокиот суд во нашата држава, Уставот на Република Северна Македонија, што го употребувавме како механизам за да нели кренеме прашања околу некои прашања и проблеми со кои се соочуваат малцинските групи во нашата држава. Тука алудирам не само на правичната и соодветната застапеност, туку и нели знаете за делот со правото на образование, за делот со тоа дека 40.000 деца не беа во можност поради нивната социоекономска состојба да ја следат онлайн наставата и дека од една страна Министерството за образование ни бара образованието да биде задолжително, од друга страна не ни овозможува еднакви услови за да го следиме истото образование. И не само што не е во согласност со европските вредности и принципи, туку не е ни во согласно со уште еднаш највисокиот правен акт во државата, Уставот на Република Северна Македонија, кој што меѓу другото бара еднакви услови, овозможување на еднакви услови за правото на образование, како и бара едно од принципите е принципот на правична и соодветна застапеност. Да, можеби имаме соодветна застапеност, делумна соодветна застапеност, но немаме правична застапеност. Соодветната е во делот со бројките, за разлика од визави правичната, која што е во делот со позициите кои ги окупираме во јавната администрација, што патем ги немаме. Немаме ни пат од правична застапеност, за жал. Начнавте дека во образованието имало 40.000 деца кои што немаат услови за онлайн настава. Ние веќе имаме и реформи кои што претпоставувам и тоа е веќе завршена тема според мене, дека ќе има дигитализација и кој што треба да имаме. Тоа е едно од нели ако сакаме да бидеме чекор кон Европа и европските принципи и вредности, нели да се дигитализираме, но колку може таа ако имаме ние 40.000 деца кои што немаат услови за онлайн настава, дали ќе може тој проект да функционира за дигитализација на образованието? Тоа е многу добро прашање. Само и од предлагач на измените, новите измени на Законот за основно и средно образование, Министерството за образование имено јавно има потенцирано дека околу 40.000 нема да бидат во можност да ја следат онлайн наставата. Од една страна, од друга страна имаме платформа која што е достапна речиси во сите јазици кои што се говорат во нашата држава, но не е достапна на ромски јазик. Ако сакаме да бидеме држава која што претендира да биде дел од Европската Унија, не смееме да имаме такви испади во меѓународната заедница. Секако за истото и за истата иницијатива не само што се информирани меѓународните јавноправни организации, туку се информирани и меѓувладините организации кои што го мониторираат прогресот на нашата држава. И се надеваме дека истото прашање, не само во делот со образованието, особено во делот со правичната и соодветната застапеност, ќе биде инкорпорирано во следниот прогрес репорт на комисијата во однос на реформите кои што ги имплементира сегашната власт на национално и на локално ниво. Саме, зашто ни требаат вакви представки да поднесуваме кога може и на полесниот дел? Пак би се надоврзил можда на тоа дека
ние не сме доживувале некоја ситуација каде што би требало да се бориме за многу основни вредности. Ние секогаш во Балканот до сега сме имале конфликти, војни со национален аспект или со етнички аспект. Значи не сме имале борба или пак некој конфликт или пак некоја војна за човекови права, туку за идентитет повеќе. Значи не бидејќи тоа недостасува, значи во принцип тоа што да кажам тоа правата за основните човекови права, бидејќи имаме таков недостаток на таа борба, треба се уште да се бориме да заосновуваме такви вредности од со текот на време. Првиот чекор на 6 столбови, да кажам, на европските вредности, првата беше мислење на хуманистички начин. Значи, од тука почна таа промена. Значи, од првиот чекор беше хуманистички начин на мислење. Потоа, значи, потоа се надмина на борба за рационалност да има, значи да општеството и државата да функционира на рационален начин. После се надмина, се помина на секуларност, потоа се помина на владење на правото, потоа се помина на демократијата и последниот столб, тоа крајното беше човековите права. Значи да се бидат осигурувани. Сега, зошто ние треба не го постигнувам, бидејќи сметам дека сме тука некаде во миксот на сите тие чекори. Значи, најпрвин е многу битно да вградиме некој начин на мислење дека секој човек е еднакво вреден. Не дека етничката припадност или верската припадност треба да му дава минус или некој плюс во таа вредност како човек. Значи, битно е тоа да се гради како прво да знаеме многу основно да мислиме дека секој човек треба да има истите права како што ги имам јас. Почнувајќи од секој од себе си. И кога би почнале на ваков начин на мислење, значи тој начин на хуманистичко, човечки начин на мислење, тогаш ќе поминаме на другите, се надавам, чекори, значи тие, како што спомнав, и малку порано, значи во тие чекори на рационално мислење, па после да создаваме систем каде што правото ќе произлегува од некои вредности, па потоа ќе се надмине на владење на тоа право, па потоа на демократија, па потоа на човекови права. Но тука почнува, значи, промената. Кога имаме човечки начин на мислење, кога ќе гледаме некој во улица и без разлика, значи, да не ни оди одма алармот во главата дека, окей, чекај, од која етничка припадност може да биде ово, или од која верска припадност, или од која културна припадност, и така натаму. Значи, буквално да го гледаме како суштество. И овде би почнале тие други позитивни политики и практики понатамо и од самите институции. Така да мислам дека овде е чекорот, овде треба да имаме некои промени, се уште треба да градиме нешто на тоа, па потоа да имаме и други напредоци. Се согласувам апсолутно. Дело дека се почнува од нас и промените почнуваат од нас. За нас имаме процес на социализација каде што нели индивидуата прими информации, врз резултат на тие информации создава сопствена јас, создава перцепција, создава слика за светот. И имаме секундарна социализација која што е надвор од рамките на семејството, која што се гради нели со вакви дебати, размислување на процес на образование и така натаму и така натаму. И сега, ако имаме вредности во рамки на семејството, каде што не учат дека не знам, треба да седиме мирни за тоа што нели тетката со цто ќе дојде ќе не украде, или ако имаме семејства каде што или секојдневно општење каде што цто го употребуваме во негативна конотација и генерализираме цела една етничка група, секако дека ние како индивидуи кога ќе дојдеме во
допир со припадник на таа етничка група, сакале или некеле, барем подсвесно ќе имаме одреден степен на, да не речам анимозити, ама ќе имаме одреден степен на некоја тензија во однос на било што поврзано со таа индивидуа од таа етничка група. Сега тука се разбира, алудирам на ромската етничка група. И кога ќе одреден да бидеме носители на јавни функции, сакале или некеле, тие вредности ќе ги носиме заедно со себе. Сакале или некеле, свесно или несвесно, ќе ги инкорпорираме во тие политики на локално или на национално ниво. И секако, како добар пример е изградбата на зидот. Наместо да градиме мостови кои што ќе ги поврзуваат две различни етнички групи, ние градиме зид кој што не само подсвесно, туку апла визуелно ќе ги сегрегираат тие две етнички групи. Сега замислете тие кои ќе пораснат поради недостатокот на комуникација, поради недостатокот на било какви реформи што ќе ги спојат, секако дека тие две етнички групи ќе имаат одредени тензии. Не само во секојдневното општење уште еднаш, туку кога и ќе бидат носители на јавни функции, ќе ги инкорпорираат тие вредности во јавните функции. Сега тука доаѓа моментот на принцип, што е многу добра работа. И тука доаѓа нели она и теоретскиот и оперативниот аспект на правото, каде што ти вели дека не треба да не сакате, но треба да не почитувате. И тоа е разликата. Знаете, она, како што велат англичаните, you can't win the heart, but you can regulate the behavior. Или со други зборови, можеби не можам да го регулирам твоето, можеби не можам да те натерам да ме сакаш, но ќе го регулирам твоето однесување, ќе те натерам да ме почитуваш. Зашто? Затоа што правичната рамка ти го налага истото. И тоа не треба само уште еднаш да ни биде инкорпорирано во секојдневното општење, уште повеќе треба да биде манифестирано од креаторите на јавни политики. Дали е тоа на локално, на национално, па дури на меѓународно ниво. Одлични поенти. Тоа е таа промена на мајндсетот за која што зборуваме што самиот. Дали ете ние веќе имаме една стратегија за едно или еднакво општество за сите и дали тоа веќе се применува во институциите на локално, национално ниво, дали ете и кај самите граѓани веќе почнуваме да размислуваме дека на еднакво и едно е општество или се уште ете обично знаеме дека кога доаѓаат избори локални или национални стално имаме некакви поделби што за жал кај нас тоа е единственото веќе видено оружје со кое што дава резултати. Ние веќе гледаме дел од кампањите кои што неофицијално веќе започна, но веќе гледаме каде што национализмот, националните чувства и поделби помеѓу населението на тој начин пробуваат да добијат гласови. Колку тоа може да успее на ете во за кратко имаме локални избори и дали може тоа... би на краток временски период да, но на толку временски период сметам дека не. Заради тоа што ние имаме напредок, меѓутоа ни треба уште многу работа. За џабе не беше ни во извештајот на Европската комисија оцената дека има умерен напредок. Тоа е тој умерен напредок, но со хронични проблеми. Треба уште многу работа на секое ниво. Значи и на ниво на институции, на ниво на невладин сектор, на ниво на обичен човек, за да се променат работите и да се придвижат напред. Се разбира, тука голема улога играат и медиумите, меѓутоа и секој од нас. Затоа сметам дека можеби на краток временски период нешто ќе успее, некој национализам или дискриминација и сето тоа. Меѓутоа, ако има промена, суштинска промена, тоа нема да биде така на подолг временски период, туку навистина работите ќе почнат да се менуваат. Битна е желбата и волјата за сето тоа. И колку ги предвижуваме работите напред. Ете, јас со некој би сакал да се надоврзам со некој дополнителен коментар на ова. Мислам дека кај нас има еден важен историски момент, барем хронологијата, да кажам, на општеството и на Македонија, бидејќи ние последниот конфликт го имавме воопшто веќе видиме во избори или пак кај самото општество, но еве нели тој чекорот пред 2-3 дена на ДУИ дека веќе нека зелена партија и така натаму, значи мислам дека повеќе од символичното дека беше дента на средината и така натаму, беше повеќе и како порака
до Европската Унија дека не се веќе партија на поранешните некои структури, поранешните тие кои што добија легитимација или пак се легитимира во самата партија заради некоја борба што нели ја дава во 2001 и така натаму. Значи одиме на реформирање на партиите, а оваа реформа мислам дека е како потикнувачот на ваквите потеги е токму тоа, значи таа анализата дека новата генерација сака нешто друго. Значи не сака веќе да слуша некои стари приказни, туку гледа нешто, треба да и се дава нешто што повеќе ќе одговори на новата реалност во 2021. Бидејќи во последните 20 години знаеме дека имаме драстични промени и во глобално ниво, во функционирањето, дигитализацијата, значи промените што самата дигитализација ги потикна последните 20 години. Значи, имајќи ги предвид сите овие чекори, мислам дека е позитивен фактот дека имаме веќе сега една нова генерација на гласачи кои што ќе потикнуваат некои подобри политики. Да, имаме нова генерација на гласачи кои што треба да потикнат нови политики, меѓутоа не смееме да дозволиме да остане на пиар. Факт е дека Европа бара вистински реформи и дека не треба да ја смениме само корицата, туку и целата книга. Така да не треба да останеме на тоа дека представуваме нешто, но само тоа е тоа. Исто како носење на закони без нивна имплементација, истото станува збори и за политичките партии и за сите останати. Дека едно е да профилирате дека зелена агенда и сето тоа во однос на тоа што во Европа моментално се фокусира на климатските промени и на таа една неутрална Европа до 2050 година за кое што се работи многу, меѓутоа друго е вистински тоа да се направат вистинските чекори. А тука е во однос на тоа прашање можеби да престане желбата за профит, желбата за непланско градење на сите страни. Кога ќе престане тоа, навистина ќе се видат вистински реформи. Да, се согласувам моделот и искрено треба да се поздрави идејата за од етничка агенда да се трансферира во мејнстрим агенда, без разлика од која политичка партија доаѓа, и тоа е индикатор дека се европски настроени, но исто така се согласуваме со делот дека теоријата треба да биде на некој начин усогласувана со праксата. И сега имаме политички партии, но имаме и чинители во власта. И нашиот фокус е чинителите во власта, носителите на политики во власта. И тука треба да се фокусираме. Истите носители на власта, тоа што го говорат во рамки на кампањата, треба да го практикуваат и отпосле кога ќе дојдат на власт. И тоа е таа цела филозофија или вредност или принцип каде што треба да се фокусираме. Имајќи во предвид меѓународната заедница, знаете, меѓународната заедница е толку многу добро инсталирана што се што е корица се гледа од авион, се што е фасада се гледа од авион. И вистинските реформи и промени кога ќе бидат на место ставени, тогаш и меѓународната заедница како таква ќе го индицира тоа и ќе ни дава простор и време за наша евроинтеграција. Јас мислам дека ги исцрпивме прашањата, не ги исцрпивме прашањата, има секогаш, ни завршува времето за дебатата, кое што не мора да значи дека тука ќе застанеме. Ние веќе на 10 јуни веќе имаме друга дебата, која што ќе можеби да ја најавам за Европа, европските вредности и младите, кои што нели ние на некој начин ги запоставуваме младите, повеќе се фокусираме на нели на поголемите, нели така условно кажано, поголеми цели, а не ги гледаме потребите на младите, како што кажа веќе самет, а младите се тие кои што ги носат промените и веќе тие ќе бидат носители на одлуки. Тие ќе кажуваат каква агенда ќе има, дали ќе има националистичка или ќе има со европски вредности политика која што ќе гласа за зелени вредности. Под зелени вредности не мора да значи само зелена фасада, туку треба да значи недискриминација, антинационализам, почитување на правото, еднаквост, родовата еднаквост и
Верувам дека тоа ќе го имаат сите политички чинители во иднина, кои што нели нема да стават само некоја девојка во изборна листа колку да ја има, туку ќе биде носител на листа и кој што ќе носи некакви промени или па ако во некоја нели да немаме моноетнички партии, да имаме мултиетнички кои што во некоја условно кажано македонска или албанска или ромска етничка заедница да имаме од другите етнички заедници, па и носители на листи, тоа би биле оние европски вредности кои што нели во Европа претпоставувам дека не се гледаат многу кој од која заедница доаѓа, туку индивидуата што и самиот кажа дека единката треба да се цени. Уште еднаш ви благодарам за вашето учество и се гледаме во наредна прилика. Благодарам, така. civilmedia.ma